Добар ден, драги ученици! Јас сум наставничката Марина Дуева. Предавам техничко образование во Основното училиште Кузман Јосифовски Пито од Скопје. Денеска ќе се запознаеме со наставната содржина техничко цртање со примена на софтверска апликација од темата техничко цртање и дизајн. Целите кои што треба да ги постигнете: да знаете да користите алатки на компјутерски апликации за цртање, да знаете да дизајнирате финален производ на компјутер и да знаете да давате графичко решение на интериер. Еве една од програмите кои што ќе ја работите. Поимот за софтверски апликации сега ќе го запознаеме и вие во претходните оделенија си имате запознаено со некои едноставни програми и алатки за цртање. Во оваа учебна година научивме за дизајн, изработка на графички дизајн, фази на работа, скицирање на облик и графичко дизајнирање на предмет. Постојат многу програми, софтверски решенија кои се користат за таа намена. Некои од нив се користат за играње, вежбање, учење, а некои од нив за професионална работа. Овдека ви е прикажано како со една компјутерска апликација може да се направи детско игралиште, играчка, стамбена зграда и пресек на стамбен објект кој што се гледа од горе. Денеска ќе се запознаеме со програмата Google SketchUp, која што нуди алатка за развој на идејните графички решенија и дизајн. Програмата може да се користи во повеќе занимања, и тоа за дизајнирање на предмети, објекти, во архитектура, градежништво, машинство, ентериери, изработка на намештај и многу други работи. Програмата е за цртање во 2D и во 3D. Не се користи за цртање на луѓе и животни и многу е лесна за употреба, каде што се користат многу едноставни алатки. Еве тука имате некои сликички каде што се прикажени можностите за изработка на некои основни работи. Ке се запознаеме со основниот прозорец на Google SketchUp. Основниот прозорец се состои од насловна линија, каде што има главно мени, па линии за форматирање, еве ги кутиите со алатки, многу алатки има, работната површина, каде што има координатен систем, сцената, статусна линија и поле за прикажување на вредностите. Кутијата со алатки е поделена во категории, каде што имате повеќе можности и можност за изработка. Имате стандардни алатки за отварање и снимање документи и копирање, алатка за селекција и измена на геометријата, алатка за креирање на геометриски облици, алатки за работа со геометриски тела, алатки кои помагаат при конструкција и документирање на разни облици на модели, камерата, каде што се прегледуваат геометриските облици, алатка за истражување на моделот, алатка за прикажување на транспарентноста на објектот, натрешните линии и текстурите, подесување на сенките на објектот, проекции, попречен пресек на моделот, има алатка кој што служи за видливоста на геометријата кај големи модели. Google-от овозможува соработка помеѓу Google SketchUp и други Google програми, алатка која што се прикажуваат поголеми и помали икони и моделирање на терени и пейзажи. Како ќе се прилагоди самата програма? Прво идеме во менито, потоа на самото мени кај Windows-от имаме подмени формат, каде што прво треба да подесиме дали ќе работиме во метри или во сантиметри. Како се прилагодува работната површина? Прво ни се појавува фигура на маж или на жена, каде што треба да ја
селектираме и да ја снема таа фигура. Еве тука како ја нема. Потоа идеме кон чекор 1, каде што се избира овој правоаголник, па кликаме на push, каде што со таа алатка можеме да издигнеме и влечеме нагоре, па потоа на средината цртаме линија, еве со моливчето, па имаме друга алатка каде што се издигнува овој дел, а исто со уште една цртичка може и третиот дел да се издигне. И кликаме и влечеме нагоре. Другиот чекор е можност да го вртиме предметот со оваа алатка, на средината да нацртаме линија со моливчето, обележуваме и еве веќе со оваа алатка цртаме како полукруг. Имаме можност за бришење ако нешто сме погрешиле со гумичката и лакот можеме да го нацртаме со оваа алатка. Селектираме, вртиме, значи све со помош на прикажаните алатки. Еве ги можностите за вртење. И можеме да дизајнираме гледате тука какви можности на дизајнирање и еве нашата вежба како е дизајнирана. Ви благодарам на вниманието.